Hello, dear. How are you? I originally was prescribed prescription opioids. Ми препишуваа опијати на рецепт многу години. Откако го загубив осигурувањето и со построгите регулативи, беше полесно да купам на улица. You know, I just get them up from somebody on the street. Меган Де Франко е меѓу 75% зависници од опоиди за кои Националниот институт за здравје вели дека првпат пробале преку рецепт. People don't choose to have this. Луѓето не ги бираат лековите. Мислев дека тоа што го користам ми е препишано. Лекот оксикотин некогаш доминираше на легалниот и нелегалниот пазар на опоиди, но денес фентанилот, при што најголемиот дел од него е нелегално произведен, е причина за повеќето смртни случаи поврзани со опоиди. Џони Бели работи за група во Вашингтон која обезбедува помош за корисници на дрога. Се вика HIPS, што значи почитување на индивидуалната моќ и сила. Fentanyl now is essentially in everything. Фентанилот го има во се. Над 90% од предозирањата кои се фатални се со фентанил. Според Центарот за контрола и превенција на болести на САД, повеќе од 150 луѓе умираат секој ден од предозирање поврзано со синтетички опоиди како фентанил. Back here is where we have showers. It is so depressing sometimes. Понекогаш е толку депресивно, има многу смртни случаи и гледам тешка сиромаштија. Смртта на близок ја натера Де Франко да престане да користи опоиди. Се рехабилитирала преку програма за детоксинација. Recovery, I'm not going to say it was. Одвикнувањето нема да кажам дека беше совршено, но успеав да се извлечам. Признавам, ми беа потребни неколку обиди. Ова е ужасна епидемија. Took a few tries, but it is an epidemic, just like anything else. And it's education. Националниот институт за злоупотреба на дроги објави дека помеѓу 40 и 60% од луѓето кои се обидуваат да се откажат од користењето на опоиди повторно паѓаат во криза. And inside is this. Џони Бейли е поранешен зависник. Coming up on 10 years. Веќе 10 години сум чист. Кога се средив, се вратив на училиште за да стекнам диплома за социјална работа. Бев невработен, не го завршив ниту средното училиште. Се разведов, па имам сега брак и добро ми е. To having my marriage be fantastic. Опоидите се глобален проблем, особено во Америка, каде што се водечка причина за смртни случаи од предозирање ширум САД, според Центарот за контрола на болести.